Мене ми е много страв. Да нима некој си парче јајца или нема? Ама многу ме измучите ви на мене. Добро е. Ја вежбам шо вежбам, ама за ова готвењево треба да се навежбам многу поеќе изгледа. Здраво на сите и добро дојавте моето ново видео. Денеска станувам официјално готвач. Одамна се мислам за ова и се решив денес да почнеме еден нов серијал кој ќе го наречеме Стефан готви. Стефан не знае да готви и затоа може најверојатно ќе биде и поинтересно. Се решив денес тоа да биде за прва епизода мојот омилен десерт што стана омилен буквално пред некој месец и тоа беше едно потполно откритие за мене и едве чекам да видам дали ќе го направам. Прв пат ќе правам во животот, до сега сам го имам јадено. Станува збор, веќе знаете од насловот, тирамису. Мислам дека е доста едноставно, ќе го правиме во чаши, нема да го правиме у плехови, у се, у такво. Ќе биде таков побрз рецепт, па можеби вие ќе си го направите и после ако го направите да го сликате на Инстаграм и да ме тагнете да видам како ви испаднало вас. Ако се решите после ова видео вие да го правите. Елате сега вам. За да направите тирамису потребни ви се 6 јајца, потребни ви се пишкоти, потребен ви е шекер, потребно ви е малце кафе, инстант, потребно ви е какао, тоа скроз на крај за декорирање и потребно ви е, тоест не и тоа, имам уште 3 работи. Ова е амарето, тоа е ликер од бадем, му дава многу убав шмек. Ова е маскарпоне и ова е сладка павлака, некој става, некој не става, ние ќе ставаме. Мене ми е многу паника затоа што јас и општо не готвам никогаш и најчесто сум со нарачување или тоа мама што ќе направи, така да ќе видиме како ќе испане. Јас сум многу уплашен, ама се надам дека ќе испане добро, дека нема да биде ко лазањата што ја правевме на стрим, туку дека ќе испане многу подобро и дека ова е еден мој нов почеток. Јас денес ќе станам официјален добар готвач. Прво нешто што треба да направиме, нешто што уствари јас најмногу ми е страв, да скршам јајца и да ги оделам белката од жолчката. Јас не знам вака да го скршам јајцата, не па да одел. Мене ми е многу страв. Мене ми е многу страв. Може вака да тече? Да го оставам да тече? Веќе пукна жолчката. И сега да ја соберам вака? Никад нема да ја соберам. Заука. Ова ќе се фрли. Овој серијал почнува совршено. Ете го. И го собрав. Исцедена е валјда. Добро е? Да нима некој си парче јајца или нема? Откако е тоа готово со сите 6 јајца, прво белките ги тргаме на страна во фрижидер да одморат малце. Тука додаваме 4 лажици шекер во овие жолчки. 1 2 3 отиде на секаде 4. Сега тоа што треба да направиме, треба да пуштиме рингла, која е таа? Во ова ставаме малце вода, значи чекам сега да зоврие и после треба да се намали температурата и усвари тоа што ќе треба да се направи. Кога тоа ќе биде готово, ова да се стави врз ова и на парија да се меша, да стане крем. Откако ова ќе зоврие, како што зоврие, го намалувате на помала температура и сега тоа што треба јас да пазам е ова да го фатам убаво со вакво за да не ми изгори раката, да го ставам ова над него, ова да го мешам дур не стане крем. На соките ми се да не престанам никогаш да го мешам ова, затоа што може да стане кајгана наместо крем, така што дур раката не ви се откочи, не престанувате да мешате никогаш. Мада ова некако не ми личи дека станува крем, туку изгледа многу течно. Ја колку време ќе мешам вака. Негде на пола мешање, ова веќе станува скоро крем, ама тоа може има уште бајаги. Се додава ова амарето од ликерот. Го додавате цело и треба да мешате уште да стане ова целото. Раката, ова се меша иначе предолго, додека буквално не стане крем. И јас не знам, ова не се 5 минути, ова се 10 минути мешање како ништо, не знам. Еве го, ова сега е готово, најверојатно. Баш е сгуснато кој што треба, после многу време. Ова сега го тргам, ќе треба некој си можда 10 минути да се излади, а за тоа време ние ќе правиме нешто друго. Ги зијаме белките од фрижидер. Сега треба да мешаме со миксер и лека полека да додавам 4 лажици исто така шекер. Чекај да не се разлета све. Ќе се види и белки и све. Многу прави. Една, јој, што ке убаво. Втора лажица, мешаш. Јебре, сум станал професионален. Луѓе, пишувајте у коментари што сакате следно да готвам. Трета и четврта. Бум. Ми падна раката. 2000 years later. Ама многу ме измучите ви на мене. А многу ме измучите на мене. Океј, откако е ова готово и откако рацете пак ќе ви паднат,
Добро е. Сега иду фрижидер. Зимаме голем сад ваков, го вадиме маскарпонето. Го сипам цело вака, само го плюснам. Може ќе падне. Нема падне? Колку е тврдо? Плюс. Колку е пола кило маскарпоне? Колку е важно до крај да го истицам? Колку што е скапо. Ги зимаме овие по 10 минути. Ги сипуваме тука, да го тргнеме целото скроз. И сега со ова жицава ги спојуваме. И вака додека раката не ви падне. Ја вежбам шо вежбам, ама за ова готвењево треба да се навежба многу поеќе изгледа. Треба ли вака со милост да го мешам? Знаете, викаат дека секогаш се готви со љубов. Ако е готвено со љубов е многу повкусно. Вака ми делува дека ја добра работа ќе завршам сега. Сега ја зимаме хоплата, ја сечеме, само да не отиде прстот. Ја сипуваме тука цела. Се враќаме на миксерот, просто обожавам да мешам со миксер. Мешаме дурова не стане шлаг. Среќа па не изналета на секаде. Ова е готово, шубо е, види. Види шубо. Сега хоплата полека ја ставаме во дел по дел. Мешаме со шпатула, од доле према горе. Ебре, колку ме бива. Сега додаваме втората половина, мешаме пак, дуре раката не ни падне. И на крај ги додаваме и белките кајсети у фрижидер. Додаваме, мешаме. Ова усвари, кога ова ќе биде готово, ние веќе го имаме кремот готов за тирамисуто. Следно, зимам кафето, еспресо или инстант, го сипувам, не, прво ќе земам вода, сипувам малце млака вода, го додавам кафето и на крај додавам малце шеќер, една рамна лажица. И после ова го мешам, да се соедини убаво и тоа, само нешто мешам. И сега после ова мешање, ова усвари доаѓа забавниот дел. Сега ќе се преселиме тука, кафето ќе го оставам, не знам, тука. Сега ќе декорираме во чаши, ќе ги пукнем. Прво нешто што правиме е ставаме малце крем. Колку да има мала подлога, ќе капне. Океј, местав кадар. Ги отварам сега пишкотите. Зимам една, ја кршам на пола. Едната 2 секунди од едната страна, па 2 секунди од другата страна, ја цедиме и ја ставам вака. И сега другата половина, па ја редиме. Зимаме сега крем уште, уствари сега си редиме, дур не ни се свиѓа и да има некој вака 2-3 слоја колку ќе му дадат. Тоа што ќе си шлакате од страна, ќе си избришете после. И сега го правите пак истото, на пола потопуваме 2 секунди една страна, 2 секунди друга страна, цедиме. Ја смеснам. И редиме пак. Цедиме, ставаме. Later. И по неколку сати треба да се извадат или ако сте потрпеливи од мене можете да чекате да се бајле за најубаво. Мада би требало и овие да се добри. Веќе не изгледа така. Едното преска личи, еве го. Личеше кој фаца ова. Кој очи со уста преска беше подобро, ама сега така паднало тоа. Овие два ми се најдобрите примероци, најдобрите испаднати. Сега, final touch е да земете какаото, со ова да ставите од згора какао. Сигурно и на маса ќе истора малце, може би нема. Така. И тука истото. И за крај сакам да ставам едно вакво, да го украсам ова вака, може би не треба, ама сакам така сега да ми е фенси за видеото. Не, ај тука ќе ставам. Демек вака. Личи ли нешто? Чек, личи. Вака изгледа баш фетувачки. И сега е моментот да се проба. Да видиме што сме направиле. Кај да фатам убаво. Не можам да фатам убаво. Се глупирам ја. Ова секако така се јаде најраскашавено на свет. Топе. За идеално, мислам дека ќе беше подобро ако се остави можеби до сабајле, затоа што некако или јас недоволно ги омекнав овие во кафето. Некако они може да се помеки. Тоа е едина замерка наоѓам, иначе вака на вкус е предобро. Ова ќе си отиде цело. Има меки делови уствари, ама има и потврди малце. Оцена ќе си дам нова 9 од 10. И ако направите вие да ме тагнете на Instagram, на стори и ќе го ришернам и да видам дека сте направили вие тирамису исто вакво. Тоа е тоа, на здравие, фала што гледавте, лајкнете го видеото ако сакате уште видеа со готвење, субскрајбнете се исто така ако сакате уште видеа со готвење и ние се гледаме во следното готвење и пишете доле што да готвам.